Здраво и добре дојде на денешната подкаст епизода од вториот серијал на тема како од 20-30 илјади евра годишна добивка да се искачиш на 100 илјади евра годишна добивка. И ова е главоболка за голем број на предприемачи. Зошто велам главоболка? Оти природно сите сакаме побрзо, повеќе, полесно, но за да дојдеме тамо, се што зборувавме во минатиот серијал, а тоа е како од 0 до 30 илјади евра, се до сега што сме работеле, најпрво треба да го заборавиме, односно да воведеме огромни промени во начинот на делување. Или во превод, се што до сега не донело овде каде што сме, ако сакаме да се качиме на 100.000 евра годишна добивка, и ова 100.000 е метафора, како едно следно ниво, не мора да значи дека ако дојдеш до 90 или 150, дека некаде е грешка, само како еден репер. И токму ќе зборуваме кој е патот како да стигнеме до тамо. Ќе дадеме фантастични примери што од работа со стотици клиенти со кои што веќе соработував, ќе дадам лично искуство за оваа тема и ќе те водам преку 12 подкаст епизоди, ќе ги одгатнеме сите теми кои што се важни, а тоа се 11 и една серијал како во минатото, а тоа е гостин во емисија, човек кој што веќе го живее тоа, и се надевам дека овој серијал, доколку го преслушаш, го прегледаш, го разбереш, го сватиш, го конзумираш, но и применуваш сето ова што зборуваме, јас ти гарантирам дека нема шанса во рокот една година од денес да не дојдеш до 100.000 евра годишна добивка под услов да ги работиш правилно чекорите кои што ќе ти ги кажам. Ако се премислуваш дали ова е точниот начин, ако се сомневаш во мене или во себе, ако се сомневаш во твојот тим, во луѓето, во клиентите, јас ти кажувам 100%, нема шанса да постигнеш ништо подобро од тоа што веќе го имаш. Значи, секој нов развој, секој ново следно ниво бара од нас промени, а тоа е нешто што најголем дел од предприемачите не го сакаат. Кога ќе кажам предприемачи, мислам на луѓе, било кој, сите ние нешто сакаме повеќе од животот, но ако може ништо да не менуваме, би било најдобро. Сега, што е првиот чекор за да дојдеме, рековме, од 30.000 евра како годишна добивка, да стигнеме до 100.000 евра. И морам да напоменам, уште на самиот почеток, дека овој подкаст серијал е наменет исклучиво за луѓе кои што водат услужен бизнис, а тоа значи компании кои што се ориентирани, небитно компанија, може да биде и човек фирма, небитно, кој што е ориентиран кон услуга, а не кон физички производи. И втора работа, не зборуваме за промет и количина на промет, за мене тоа ништо не значи, туку зборуваме за годишна чиста добивка што ја ставаш во джеб, или ти стои на сметка, небитно. Значи, не ме интересира промет, туку ме интересира добивка. За кого е овој серијал? Ако си графички дизајнер, ако имаш маркетинг агенција, ако си стоматолог, имаш вработени, сонуваш за нешто поголемо. Ако имаш, да речеме, си машински инженер, архитект, внатрешен, надворешен, небитно. Ако имаш за нечиско ориентиран бизнис, значи секој бизнис кој што е ориентиран и содржи услуга. Значи не продаваме, еве ја чашата 10 денари, да ја продадеме 110. Што ми е зборот? Не велам дека овој начин за другите бизниси е добар или дека е лош, туку овој серијал е наменет за компании, предприемачи кои што се услужно ориентирани. Сето ова што го зборувам го применив јас и го живеам, и го применија стотици мои клиенти, што кога сум работел како консултант, повеќе од 70 компании до сега, и повеќе од стотици луѓе кои што поминаа од соработка со мене, коучинг, бизнис 1 на 1,
или преку мастермајнд групните програми кои што се актуелни и ден денес. Значи, повторно ќе кажам, ова функционира. Ако до сега те заинтересирав, земи лист и пенкало и запиши. Најпрва точка од која што мораш да поминеш се вели лична визија. Што, Александар, значи ова? Па тоа значи следно. Ако ти не знаеш што сакаш, тоа и го добиваш. Значи, ако никогаш не седнуваш, а тоа ми вели искуството од соработка со стотици клиенти, дека најчесто луѓето се бават со продажба, со производство, со програмирање, трчај дома, однеси деца, натамо навамо, им поминува денот буквално вака, никогаш не застануваат со празен лист и пенкало пред себе и да запишат лична мисија и визија. Што значи лична визија, мисија? Тоа значи супер, до сега сум тука каде што сум, што сакам во следните 5, 10, 20 години да се случува со мене? Која личност јас сакам да бидам во следните 10 години? Каков живот сакам да живеам? Што значи да земеш лист и пенкало и само да запишеш најобично, без никаква предрасуда и задршка. Како сакам да изгледа мојот работен ден? Кога се будам? Како сакам да се будам? Каде се будам? Колку работам? Колку сакам да работам? Со кого сакам да работам? Со кого не сакам да работам? Со кого сакам да соработувам? Со кого не сакам да соработувам? Каков повеќе живот не сакам да живеам? Што сакам помалку, а што сакам повеќе од животот? Кои дестинации сакам да ги посетам? Какви искуства да добијам? Кого сакам да запознам? Кои места, кои луѓе? Како сакам да живеат луѓето блиски околу мене, моето семејство? Ако си во брак, супер, каков сакаш да изгледа твојот брак во иднина? Како сакаш да го имаш твојот однос со децата? Колку време квалитетно сакаш да поминуваш со нив? Значи, ова се прашања, односно само дел од прашања, на кои што треба да имаш јасен одговор и да не ги повторувам повторно. Што ова нас ни дава? Ова ни дава кристална јасна слика на тоа каков живот сакаш да живееш ти во иднина. Зошто? Затоа што никој не може да го живее животот наместо тебе, но и никој не може да платиш да го одговори сето ова кое што го барам сега од тебе. Не можеш да платиш човек да направи лична визија што ти сакаш и каков сакаш да изгледа животот твој во иднина. Што се случува доколку ова не го направиш? Па 99 од 100 клиенти со кои што соработувам, буквално ова се работи кои што ги работиме. Работеле по 5, 10, 20 години, стигнале до одредено ниво и веќе се заморни. За да стигнат од нула до сега каде што се до она ниво, тие поминале илјадници препреки. Се мачеле да добијат клиенти, се мачеле да вработаат луѓе. Вработале луѓе, им напуштиле, некој ги украл, некој им направил грешка па ги вратиле 5 чекори назад. Некого го зезнал законот, промени, инспекции, чуда, не знам што. Некој едноставно имало економска криза, здравствена криза, како и да е. Значи, дали е лесно да се води бизнис? Не е. И ако постои твојата фирма, повеќе од 5, 10, 20 години, јас ти честитам, бидејќи во ова лудо време, не време, самиот факт дека твојот бизнис постои е само за почит, затоа што статистиката вели дека од сите оваа година компании кои што ќе започнат бизнис, само 3% до 4 максимум од нив ќе ја дочекаат третата година, и слушни ме внимателно, само 3-4% сега од овие што ја преживеале третата година ќе ја дочекаат 10-тата година, што значи бизнисот не е едноставен, исто како и во природата, и природата е сурова за оние кои што не се снаодливи, кои што немаат стратегија, кои што не знаат да стекнат вештини и да се прилагодат на промените. Значи, како твојот бизнис ќе изгледа во иднина, во следните 5-10 години, сега одлучуваш ти. И ова се вежби кои што постојано ги правам на почетокот со луѓето кои што соработувам, бидејќи ми е важно, ова е интерната мотивација,
ова е моментот за кој што луѓето плаќаат. Никој од мене не плаќа кај мене за да научи како се прави скалабилна понуда. Никој од мене не плаќа кај мене да научи како се вработува луѓе. Никој кај мене не плаќа за тоа како да може да направи кариерен развој, да воведе системи. Буквално никој не плаќа кај мене да научи финти, формулари, темплети, тактики, не знам што. Секој мој и твој клиент плаќа искуство кое што сака да го добие од соработката со мене или со тебе. Што тоа значи? Секој мој клиент плаќа за да има подобар живот преку бизнисот. Дали тој подобар живот значи, ако работел по 100 часа на ден као конј, да работи само неколку часа во денот? Ако работел гъс преку глава, не знае што е ден, што е ноќ, сега да работи помалку и организирано. Ако работел со стотици клиенти и наплатувал смешни цени, сега да работа со малку клиенти, да наплаќа добри цени, за да може да заработи и да даде плати и бонуси на луѓето, а со тоа да има и подобра заработка. Значи, секој мој и твој клиент не плаќа за тоа што го работиме и го знаеме, туку плаќа за резултатот кој што сака да го добие. Повеќе слободно време, подобри искуства, повеќе заработка, за да може да живее живот како што сака. Знаејќи го сето ова, зошто не би го применил и на твојот личен, буквално, живот? Кој човек сакаш ти да бидеш во следните 10 години? Колку имаш време? Колку време работиш? Колку заработуваш? Ако заработуваш, зошто ти се тие пари? Значи, колку попрецизни одговори даваш на овие прашања, толку ти е попредвидлив јасен патот понатамо, што преку бизнисот и во следните 11 епизоди ќе се обидам да ти ги одгатнам чекор по чекор за да те водам. Но тоа е патот, а ова е првичната работа на која што ќе треба да дадеш одговор. Зошто? Затоа што сега ти, кој што го гледаш ово видео, си тој што си тамо каде што си, имаш таков бизнис со толку луѓе, толку клиенти, толку вработени, со тоа слободно време на располагање, со тој стрес, со тие убавини, предности и недостатоци, и реков, ако ти сакаш нов живот, нов квалитет на живот, нов квалитет на бизнис, кој што ќе ти го овозможи квалитетот на живот и ти ќе ти го унапреди, тоа значи дека ти мора да направиш најпрво лична промена во твојот идентитет. Што значи тоа? Кој си ти сега не е еднакво на која личност ќе бидеш во иднина. Таа нова личност има различни вештини, различни способности, различно знаење, различни верувања, различен мајндсет, различно однесување, што значи колку побрзо ти ќе ти кристализираш што сакаш и каков живот да живееш, направиш пат, направиш агенда и повеќе го правиш тоа, толку побрзо ќе успееш и твојот бизнис да го насочиш во рамките на кој живот сакаш да живееш. Немаш ли одговор на ова прашање? Ниеден вработен за тебе не е доволно добар, ниеден клиент не е за тебе доволно добар, ниедни услови за тебе не се доволни добри, ти не знаеш што сакаш. Ако ти не знаеш каков бизнис и како ќе изгледа во идни на твојот бизнис, кого ти ќе вработиш? Ако не знаеш зошто ова го правиш, зошто ти и би го правил? Значи може да имаш идеален план, но нема да го мрднеш газот од столче, затоа што не знаеш и немаш причина зошто ова да го направиш. Значи ние првенствено луѓето сме мотивирани и правиме акција само оној пат кога ни е јасно нам и на нашиот мозок зошто ова ми е важно, зошто ова морам да го направам и како барем еден напред чекор тоа да го направам. Останатото е само повторување. Сега, кога зборуваме за идентитет, кога зборуваме за промена на нова личност,
Она што е можеби најважното, доколку сакаш да бидеш нова личност, првата промена е промена на обкружување. Што значи? Ако ти сега си постојано во оператива, цел ден си во бизнис, чукаш, коеш, програмираш, црташ, што и да работиш, мораш да излезеш од тамо и да го промениш обкружувањето и што повеќе да се обкружиш со луѓе истомисленици, луѓе кои што се слични на тебе или сакаш да бидеш во иднина како нив. Прашањата, поддршката, одговорите, нејаснотијата ќе ја дознаеш тамо, но не каде што си. Што се случува со луѓето кои што доаѓаат на мастермајнд и соработуваат со мене? Самата промена од програмер, оперативец, дизајнер, инженер, што и да е, техникали, самото тоа што се преместени во група на истомисленици, група на поддршка, предприемачи, тие се бодрат, разговараат отворено на одреден проблем, споделуваат искуства и сваќаат дека за прв пат во животот не се сами во животот, дека не им се случува само нив ова што им се случува, туку е сосема нормално да им се случуваат вакви работи на ова ниво. Значи, промена на обкружувањето е првиот чекор. Што е следно важно? Колку побрзо ти промениш нов идентитет, толку побрзо ги реализираш сите задачи. Сето ова сега што ти зборував ќе ти звучи абстрактно и тоа ми е окей. Но што сакам да кажам? Онаа стара личност твоја, личност која што заработува 30.000 евра годишно, ако сакаш да бидеш личност која што заработува сега 100.000 евра годишно, тоа не е истата личност. Прво, не размислува исто, не се однесува исто, не носи исто одлуки и не разговара исто, нема планирање исто, значи тоа е комплетна нова личност. Затоа ни се важни овие одговори. Сега кога зборуваме за бизнисот, ова беше лична стратегија. Во истова оваа подкаст епизода се надоврзуваме и на деловна стратегија. Што значи деловна стратегија, бизнис стратегија, како сакаш, како ти е полесно? Тоа само значи утврдување на приоритети и ништо друго. Значи, кога користиме термини кои што не ни се јасни, ние не знаеме нити што зборуваме, нити како размислуваме. Затоа ако нешто ќе ти значи ова што ќе ти го кажам, те молам, немој да користиш зборови за кои што немаш значење, но кога користиш збор што нема значење за тебе или не ти е јасно што стои позади тоа, не си глуп, не си чуден, само сети се дека треба да го разглобиш тој збор за да сватиш што тој збор означува. Што за мене значи зборот стратегија? Ти во твојот бизнис и живот имаш илјадници приоритети. Од да станеш од спиење и да отвориш дуќан, да се видиш со некој клиент, па ти чекај, не си само предприемач, си и родител и сопруг, треба да одиш на ручек, треба децата да ги земеш и да ги однесеш на училиште, треба да се видиш со клиенти, состанок са вработени, да провериш во, не знам, во архитектура, во производство, во некој сегмент што работиш. Значи имаш куп работи во текот на денот. Ти секој ден во твојот бизнис воочуваш куп работи кои што не функционираат добро. Гледаш, не знаат да продаваат, овој не знае да затвори продажба, овој не знае договор да направи, овој произведува цело време грешни работи. Значи ти знаеш милиарда работи во твојот бизнис што не функционира. Но тоа што ти ги идентификуваш, не ги ставаш на хартија, не ги приоритизираш и не ги решаваш, тоа значи дека само ги игнорираш и се надеваш дека некако полека самото ќе си дојде на место. Нема да дојде на место и ти ова си свесен, но немаш мотивација зошто би се расправил постапати со луѓето кога повторно и повторно грешат. Немаш мотивација да се расправаш со клиентите кои постојано ги прават истите работи, зошто? Затоа што немаш приоритет, не работиш на стекнување нови знаења, нови вештини и нивна примена. Што значи зборот стратегија? Зборот стратегија значи само една работа според мене. Утврдување на топ 1 приоритет, од купте работи кои што ги идентификуваш, еден приоритет и брзо прилагодување на наученото да го имплементираш. Што значи стратегија? Приоритет,
А што значи интелигентен човек? Брза примена на наученото. Значи, како знаеш дали си добар стратег? Така што знаеш дали работиш на еден приоритет или на 100. Ако работиш на 100, ти го растураш фокусот и не работиш ништо. Ако работиш само на едно фокусирано поле, тогаш си стратег. Што повеќе се фокусираш на еден проблем, така стануваш подобар стратег, му влегуваш во джигери и во детали и во ситни цревца на истиот проблем. Така стануваш добар стратег. За продажба, добар стратег за маркетинг, добар стратег за управување, добар стратег за кариерен развој, добар стратег за било што во твојот бизнис. Ми ја свати пораката што е стратег? Приоритизација. Што рековме што е уште интелигентен и како знаеш дали си интелигентен човек? Дали она што го учиш, она што го знаеш можеби, брзо да го применуваш и ги гледаш резултатите. Не е битно резултатот, дали е окей или не е. Имаш фидбек, па ќе знаеш што понатамо да промениш. Но дали веднаш применуваш. Интелигентен човек е човек кој што може, знае како наједноставен начин да го примени она што го научил. Не го применуваш, не си интелигентен, само примаш информации. Не е ништо лошо, само да видиш на кој ниво си наоѓаш. Ако скокаш по подкасти, по блогови, по книги, по видеа, на YouTube, Instagram, малку книги, малку ова, значи ти си гладен за информација. Значи далеку си ти од решавање на проблем. Се уште не си свесен дека информациите не ти вршат никакво значење, туку само мислиш дека нешто што работиш, дека еве се оправдуваш нешто правам. Но без акција, без имплементација, нема никаква промена и ти повторно ќе заработуваш 30.000 евра на годишно ниво, утепај се, читај колку сакаш. Сега кога зборуваме за готов производ или деловна стратегија. Што значи деловна стратегија? Наједноставен пример ти е да земеме пример готов производ. И оваа вежба 99 од 100 луѓе им е толку многу тешко да се чудиш, а бара само малку да се заиграш како дете и да се помислиш. Како мојот бизнис сакам да изгледа кога е готов? Или како ја знам дека оваа играчка моја скапа, која што се нарекува бизнис, треба да изгледа кога е готов? Види прилика. Кога ние сакаме да градиме куќа, што правиме? Одиме кај архитект. Што прави архитектот? Не прашува колку ката, колку квадратура, како сакаш да изгледа, кај да има скали, како ова, како тоа. Значи, што полесно му ја пренесеме сликата, толку он полесно ќе знае да ни го нацрта оној план, она визуелна крајна куќа и подоцна само ангажираме луѓе кои што тој план ќе го имплементираат и ги викаме изведувачи. Имаме архитект и имаме изведувачи. Значи, што е архитект? Тоа се менаџерите. Кој е изведувач? Тоа е оперативата. Каде ти се наоѓаш најчесто во бизнисот? Во оператива. Супер. А кај е оној човек визионер? Кај е оној што размислува како треба да изгледа бизнисот? Колку пари да носи? Колку вработени? Како изгледа клиентското искуство? Како треба да изгледа кога е готов? Колку сегменти? Што произведува? По која цена? По која услуга? Кој треба за ова да размисли? Оној што изведува на крај. Тој не смее да размислува, оти тој е извршител. Тоа е идентично и ова ми е најголем проблем кај предприемачите, каде што треба да се префарли неговиот идентитет. Значи, он е навикнат на извршување, програмира, црта, тоа е извршување. Најголем предизвик е како сега од извршител да го однесеш во визионер. Значи, кои се трите работи? Сега ќе ти ги запишам. Првата работа ние. 3 улоги кои што ги играме во нашиот бизнис. Тоа е менаџер, втората е техничар и третата предприемач.
Овие се 3 улоги кои што ги играме. Ако земеме во обзир дека најголем дел од предприемачите се или техничари, или менаџери, оваа промена која што треба идното ти за 10 години, а ова е сега, овој пат нема да се случи доколку не излезеш од менаџирање техничар за да дојдеш до идентитет предприемач. Оти сите овие тројца луѓе имаат различна улога во бизнисот. Која е првата улога? Ти како предприемач, ти си сонувач, ти си превземач на ризик и решаваш на проблеми. Тоа се трите предприемачки улоги. Да сонуваш, визионер, сакам нови пазари, нова услуга, брза испорака, да им ги решам проблемите. Тоа е визија, кога никој не гледа, ти гледаш нешто. Втора работа, да превземаш ризик. Си инвестирала опрема, капитал, време, значи ризикуваш нешто за да би добил. Значи улогата на предприемач е да сноси ризик. Колку поголем ризик, толку поголема? Така е, знаеш. И третата работа, да решаваш нечив проблем. Значи никој тебе не те плаќа за тоа што го знаеш и тоа што знаеш да црташ, да програмираш или не знам што, туку за резултатот кој што го добиваат клиентите. Одлично. Која е улогата на менаџер? Ај ти нацртај го ова, ај ти направи го ова, па кај ќе биде готово, јави ми се. Океј, ти нов си вработен дан, на што работиш? Па ја работам на кроење. Супер, дојди овде, еве го овој ти е ментор, повели овде, еве ти лист, повели што е работа, сработите тамо па да се видиме. Што е менаџер? Управува со луѓето. Ти ова па кажи ми, ти ова па кажи ми, дојди тамо, дојди вамо, елате вамо, ова треба да сработиме, ова треба да се направи, да исконтролира што е направено. Тоа се 5 менаџерски функции. Планирање, организирање, координирање, мотивација и контрола. Без овие 5 проблем. Но ти, драг мој собственику, не си менаџер. Тоа што може би во некоја функција претходно си работел како вработен, како менаџер, денес од тебе тоа не се очекува. Оти наградата за предприемач во денешнава серијал, во денешниве подкаст епизоди, зборуваме како да заработиш 100.000 евра. А ако си менаџер, сори, немаш 100.000 евра. Немој да се чудиш зашто не заработуваш 100.000 евра, затоа што работиш или техничарски функции, или менаџерски функции, а наградата е помалку. Следна работа. Рековме дека третата работа е работник, техничар. Тоа што си адвокат, архитект, дизајнер, програмер, 3D дизајн, 2D дизајн, надворешен екстериер, внатрешен, маркетинг, маркетер, графички, аудио, визуелно, немам појма што. Се тоа супер. Ако си стоматолог, супер, и тоа е оперативец. Ако си што и да е, се тие кога зборуваш и се представуваш за кариерата, па велиш, јас сум забар, јас сум програмер, јас сум архитект, јас сум, што и да кажеш јас сум, кога велиш јас сум, зборуваш за идентитет на работник, јас сум забар, јас сум архитект. Значи, твојот идентитет го гледаш што е кога зборуваш. Јас сум, јас е идентитет, сум е она што го работим. Значи, јас сум забар, јас сум лекар, јас сум програмер. Тоа е, пријателу мој, формалното образование што те направи да бидеш работник и ти сега мислиш дека со она што го работиш, со оној идентитет кој што го имаш, дека ти ќе заработуваш 100.000 евра, пола милион, милион евра годишно. Нема шанса додека не го напоштиш. Ти гарантирам 200%. Се додека не го промениш идентитетот од работник, јас стоматолог, јас програмер, јас архитект, во предприемач, нема шанса да заработиш континуирано 100.000 евра годишно.
Може би ќе заработиш еднаш. Си добил добар проект, се посложиле коцките супер. Нема да заработаш континуирано. Ти гарантирам. 100 клиенти имам во моментот. Нема шанса да заработиш 2 пати, 3 пати, 5 пати со ред. 100.000 евра годишно. Ако не го напуштиш идентитетот техничар, работник, менаџер. Зошто? Визионерот размислува. Тоа си ти. Менаџерот треба да го спроведе твојата визија во дело. Тоа се вика мисија. Значи менаџерите ја спроведуваат твојата идеја во дело. Се грижат сите да бидат под контрола и се грижат дали одите кон целите или не. Кои цели кои што не ги поставуваш? Кои приоритети пошто не ги поставуваш? Која стратегија пременуваат кога си расплинат на 100 место? Значи компанијата ти е чаршија, пазар. Ако ти си директор на пазар или директор на брод, каде го водиш твојот брод? Замисли во твојот брод имаш секојдневно 100 волани и ти 100 кормила, и ти го насочуваш секој 5 минути на една страна, на друга страна, на една страна, на друга страна. Кајде бе брат твој брод? Нигде. Затоа твојот бизнис оди вака. Идеме назад. Затоа твојот бизнис оди цик-цак. Затоа што не знаеш каде да ги алоцираш ресурсите. Кој предприемач е добар предприемач и добар стратег? Едноставно. Дали имаш бесконечно време? Дали имаш бесконечно пари? Дали имаш бесконечно алати, машини, возила, капитал? Дали имаш неограничени ресурси? Мотивацијски предавачи ќе ти кажат, да, ти си неограничен, ти имаш ова на жити мајка. Се е ограничено. Тоа значи дека најдобар предприемач и стратег е оној човек кој што знае како овие малку ресурси кои што ги има на располагање ги насочи кон едно место, за што помалку потрошени ресурси, време, пари, луѓе, производи, услуги, клиенти, понуди, дрн, 300 работи, како овие малку ресурси кои што ги има да ги алоцира, односно да ги насочи кон едно место и како најбрзо да добие профит за истото алоцирање задачи. Сега ти е јасно? Значи, што веќе свативме и каде ќе се движиме? Овој серијал е наменет дека помалку всушност е повеќе. Ако претходно си работел како менаџер, техничар, индијанец во своја фирма, тоа значи дека сега само треба малку да успориш. Си работил по 10 часа на ден, супер, успори, дојди на 2 часа. Си работел сабота, недела, претпладне, попладне 1000 клиенти, намали. Значи сега одиме кон помалку. Зошто е помалку важно? Затоа што прво треба да ослободиш нешто што немаш, а тоа е време. Ако ти во еден ден изиграваш со овие 3 улоги во денот, тоа е шизофренија. Не можеш во ист ден ти да бидеш и менаџер, и техничар, и предприемач. Исто како што не можеш во еден ден да бидеш и татко, и мајка, и дедо, и баба, и дедо, и професор, и наставник, и чичко, и не знам што уште. Тоа е шизофренија. Значи, ако се наоѓаш на ова ниво, јас те разбирам перфектно. Пола живот бев тамо и ги гледам секојдневно луѓето кои што ми се на располагање. Тоа е нешто што е најтешко и верувај ме, да заработиш 100.000 евра годишно е многу полесно отколку да заработиш од 0 до 30. Затоа што всушност се она што до сега си го работил, само треба да го намалиме, да откажеме нешто од пониска вредност, за да дотуриме некои тие 3 работи кои што зборувавме преска, кои што се твои задачи. И резиме за оваа првачна подкаст епизода значи следно. Најпрво, мораш да знаеш зошто ти се 100.000 евра годишно ниво.
Како ќе се промени твојот квалитет на живот? Колку помалку ќе работиш? Колку часа? Како ќе изгледаш ти како човек? Што би правил во тоа слободно време? Имам проблем со луѓе работеле по 5, 10, 12 часа во текот на денот. Ќе му го организирам бизнисот. Ќе го извадам во оператива. Он не знае што да прави сам со себе сега. Кога човек не знае сам со себе што да прави сега, повторно се враќа назад и го расипува она што функционира. Зошто? Што му е досадно, бара проблем кај што не постои. Знае да не го дозволиш ова. Затоа мора да знаеш, окей, добив 3 часа слободни, на што ќе ги користам овие 3? Теретана, прошетка во природа, дружење со пријатели, цртање, хоби, читање книга. Не знам, брат, што сакаш ти, твој живот, твои правила. Но мораш да имаш кристален јасен одговор. Инаку, зошто ти, што ќе правиш со слободно време? Закон на вакуум, јасно што ти е. Што гласи законот на вакуум? Дека секогаш нешто што ќе поместиме на тоа место мора нешто да се случи ново. Значи, никогаш ништо не останува празно. Мора вакуумот да се пополни. Значи, штом си ослободил слободно време, си заработал повеќе пари, како и да е, мораш да знаеш зошто ти е тоа важно. И оваа подкаст денешна епизода ти е по насока на која личност сакаш ти да бидеш во следните 10 години. Ако не ја гледаше подкаст епизодата минатата која што беше со Дарко, ова беше првичната лекција и првичната вежба која што ја работевме со Дарко. Кој е тој нов Дарко? Каква фирма има? Колку часа работи? Што прави во слободно време? Какви клиенти сака, какви не? Колку сака да заработува? Знаеш ли што е интересно? Ако добро го слушаше, 10 годишната визија ја оствари во 2. Сега сваќаш дека нема научна фантастика? Вежбата се вика 10 години за да погледнеш подалеку малку да се опуштиш. Дали ти ќе ја постигнеш за година? За 2? Што е важно, пријателе мој? На крајот на денот, дали ти во следниот период ќе живееш исполнет живот каков што сакаш или ќе завршиш со стентови, бајпаси, чуда и ќе имаш никаков живот? Погледни околу тебе. Погледни само и види колку има успешни предприемачи кои што имаат убав живот, исполнети се, заработуваат колку што сакаат, имаат време и за себе и за семејство, имаат здрав живот, уживаат во животот, и колку се од другата страна кои што се жалат. Нема вработени, никој не плаќа, нема луѓе, дрн. Знаеш која е разликата? Некој само има одговори јасни на ова што денес тебе те советувам. И за крај, она што е најважно. Под ова видео имаш линк каде што пишува newsletter пријава. Пријави се на таа newsletter пријава, тоа е бесплатно, само твое име и еден мејл. Зошто? Секој месец и на крајот од секој серијал, секогаш правам бесплатни тренинзи, бесплатни вебинари, простор каде што ќе можеш да поставиш прашања, да ти одговорам каде нешто не ти е јасно. Но тоа го правам, сигурно веќе знаеш, само за мала група луѓе кои што се на мојот newsletter, оти не можам да зборувам со луѓе кои што не прегледале, не ја сваќаат визијата за што зборувам, не им е јасно во која насока и каква е мојата перцепција за бизнис, да не си го трошиме времето. Ако си окей и ова се ти има смисла, кликни доле, ќе добиеш известување кога е следен пат како и минатиот. Се гледаме во следната епизода, а тоа е организацијска структура. Чао, чао.